Многу работи се кажани за театарот, но сепак остануваат и недоискажани нешта. Театарот како револуционерна сцена, театарот како бегство од реалноста или пак театарот како тивок или силен отпор кон диктатури. Јас сум Джелан Велио, денеска разговараме со Надеца Петрова, драмски актер. Здраво, Надеца, добро во Гласни идеи. Здраво, Джелан, добро ве најдов. Ти си представник од независниот театар Златен Елец, па може да ни кажеш нешто што значи тоа независен театар, зошто независен, што го прави различно од другите театри и со што поточно се бавите, кои се вашите проекти, да кажам? Па, еве сега ми дојде, не дека нешто, имам, мислам, многу размислувана на темава, но сепак разликата според мене, сега со оваа мисла што ми дојде, што имам, е дека разликата е во тоа што од независните до државните институции е во тоа што ние сме оставени на милост и немилост и сме многу поживи. Самата таа ситуација ни дава сила и храброст да правиме, верувам, според мене, поголема уметност. Бидејќи уметноста и умешноста е во тоа да направиш нешто да биде убаво, така? Да направиш од ништо, од некаков хаос, да направиш нешто убаво. Така да многу е позахтевно и потешко да го направиш тоа од никакви ресурси финансиски, од немање простори, не знам како. Дури и лудо е од што е невозможно, ама го правиме од невозможното возможно да направиш. Да, апсолутно. Да. Кога се основа Златен Елец? Да, уште малце 3 години ќе направиме. На 20 февруари, значи да, 2020 и 2023. Некако беше прифатен, да кажем, од публиката како независен театар? Ние почнавме со ова баш за време на пандемија и тоа беше многу интересно и мислам дека се слушна многу за нашиот театар. Многу искрено се почна со таа цел да има театар, да има можност за невработените актери каде да играат, да се прават представи, да не чекаме некој нас да не викне, него ние да сме тие што сами ќе се викнеме, сами ќе си дадеме, да тргнеме од себе и успеваме во тоа. Јас сум многу задоволна. Отлично. Со тоа што веќе имаме 10 представи направено, од кои само една не е поддржана од Министерството, тоест 2 сега со секенди, и од град Скопје нешто, но генерално ни се со без буџет, онака, со минимално нешто од наш джеп, нешто што работиме екстра надвор од театарот, за да заработиме, за да преживееме и од тоа успеваме да тргнеме, да направиме нешто за да инвестираме во театарот. Апсолутно, че страста е сепак по прашање, не само актерството како професија. Да, страста е многу голема и не знам, фала на себе, на Бога, на се онака што ни дава сила да го правиме тоа, бидејќи многу е, вака кога го гледам од страна од некоја друга позиција, ми е како не сте нормални вие дечки, што правите така. Ама што му успевате, значи има се уште надежди, да кажам. Има. Добро, која е, да кажем, е целта на театарот? Значи, низ годините театарот се модифицирал, па сега доаѓаме до заблуди дали целта на театарот е да едуцира, да представува, да кажам, реални сцени од состојбите во општеството или да го репродуцира системот на некој начин. Или да понуди као смешни, да кажам, представи на луѓето за каде што тие ќе заборават на нивните грижи, да кажам, на саат време. Да. Сите тие работи се во игра постојано од почетоците на театарот, кога било првично некое како забава, сепак имало такви цели подлабоки низ тоа да се прикажат некои работи, да се исмеат, за да се увидат некои работи како се и што се ни смеа, да не биде толку болно и страшно, да не уживаме во тоа, него ни смеа. Хуморот е карактеристика на добар интелект. Така да
потребен е хумор, потребен е и те како. Општо кај човекот сега во денешницава е потребен. Друго е кога ќе го свариш нештото, ќе го удриш на зафрканција и на смеа. Друго е полесно се дише со нештото, не го потискаш и не се преправаш дека тоа не постои. Добро, постои, ајде сега, ха, хи, и сега веќе знаеме дека постои. Ајде сега да видиме што ќе правиме, а не да го игнорираме. Као понатаму не се оди, да видиме што ќе правиме, завршува на хуморот. Па, зависи. Да. Зависи. За жал има представи што го нема ни тоа. Што има некој си хумор, но типот на добро ќе го извадам газот и ајде сега сите се смееме. И се смеат сите, има за жал публика што се смее, што е многу смешно тоа. Ја не разбирам како е тоа толку смешно. И за жал има и според мене е потребна критика. Критика е потребна, онака да се испее се. Ја сакам кога некој ќе ми каже тоа ти е лошо, тоа на ништо не ти личи. Ми се случи тоа за време на една представа втора на факултет бев и нешто во драмски, некоја француска продукција беше и тука ме удри на его, не знам. Се е убаво, се е супер, тука аплаузи, овации и нешто. Еден колега само ме вика, дојди ми вика нешто ти кажа. И јас таква вознесена во моментална ситуација некоја на вика, добро, свесна ли си дека немаше поима таму што правиш на сцена? Таму знаеш што правиш? Вака ме подбра. И јас само прво имав нели едно такво чувство на да се повлечам на страна, пошто напате, ама некако го isprocesирав у рокот не знам колку секунди тоа. И само му реков, фала ти, викам. Фала ти, викам, да, не знаев што правам и сега ова немаше да се запрашам. Пошто сите многу е добро, супер е се, не е добро. И кога нештото не е добро, треба да се каже дека не е добро и треба да си признаеме дека не е добро. Апсолутно, на ова сакав и да се надоврзам. Дали некои актери ужива, да кажем, во театарот како лична нивна сатисфакција за тие да станат препознатливи понатаму, а не им е толку битно што пренесуваат преку... Не можам да кажам за другите, нели? Ама сигурно има такви работи. Сега има актери, мислам, што рекламираат брзи кеш кредити. Тоа како да го коментираме? Тоа е да слика за тој човек, дека му треба у тој момент му треба брз кеш кредит, само во тој случај не е кредит, нели? Нема да треба, само ќе добија, нема да го врати. Не знам што да кажам за тоа. Јас знам дека работам од 14 години и се сум работела и уште се работам и не се срамам да работам. Ама моите идеали, нели, што си ги имам за тоа зошто јас се бавам со театар и зошто го правам театарот, се држам до тоа да душата да ми биде на место. Да правам тоа што јас сакам да правам, тоа што јас осеќам дека го правам, има зошто го правам тоа. За себе пред се и за да пренесам тоа што сакам со мојата идеја дека тоа нештото ќе предизвика нешто убаво и некаков прогрес, да. Апсолутно. Ти сакаш твојата работа, всушност, она што го правиш да се совпаѓа со твоите морални вредности. Далеко од тоа дека треба да сме заглавени во кредити или да правиме работи што мислам што не ми се допаѓаат мене. Добро, Надица, сега кажи ни нешто што ти конкретно правиш и со што се занимава по-конкретно Златен Елес. Дали можеш да извеш некои представи што сте ги имале? Да. Значи вака, сега баш имав премиера со Златен Зап продукција, не е со нашиот театар. Се работи за хуманитарна представа, поддржана од Министерство. Душички, но се смени целиот текст и целиот концепт поради тоа што од Министерство се добија едно 5 пати помалку пари од тоа што беше планот, нели, за да се изреализира со 7-8 актери. И затоа се смени и текстот и се, но сега сепак остана, нели, ради тоа што е добиен со тој текст проектот. Инаку Брачна игра е текстот од Едвард Олби. Многу добар текст што може секој да се пронајде во таа приказна, таква приказна за брачна игра, за однос помеѓу двајца
партнери. И супер е приказната, премиерата помина супер. И супер е тоа што во таа представа се стига до моментот на тоа дека има една реплика која што вели дека па тогаш бил во право тој како и да се викаже, кога вели дека бракот не прави од двајца луѓе едно, туку дека прави од двајца луѓе добар брак. Дека кога двајца се спремни да бидат сами со себе, сам со себе кога си спремен, дека тогаш си спремен да бидеш во добар брак. И со друг. Да. И многу ми се допаѓа тоа што знам дека во публика ми беше чувството дека да, сега тука има многу Джики Джилијан и добро сега ајде да ве удриме таму кај што секој различно. Секој различно, ама убаво е. Мислам дека е конструктивна целата работа, целата представа и секоја изведба дека ќе биде таква, дека ќе делува добро. Одлично. Верувам во тоа. И плюс дека е хуманитарна, дека ќе може да доаѓаат луѓе да помагаат, нели, да придонесуваат за некоја хуманитарна цел во некој град и плюс да се учесници да гледат представа, така да супер идеја. Одлично. И едукативно, значи да. Хуманитарно. Да. Добро, ти доста се активно и со детските представи. Да. Има доста актери кои што не сакат, нели, да учествуваат во детски представи, ама ти доста Да. Мислам дека те исполнува плюс тоа, така изгледаш. Да, многу сакам детски представи, многу ги сакам да играм во детски представи. Дури ми дојде пред 3 години Чувари на планетата текстот кога го напишав за време на карантините, толку бев инспирирана и размислував многу и затоа го напишав тој текст. Баш поради тоа што и се случува на планетата, дека е загрозена и дека потребни се чувари на планетата, потребна искрена човечка љубов за да се спаси планетата. И го направив цел текст, цел концепт со дрвото, со се, значи толку со кејф. Сценографијата ја направив сама, костимите. И еве сега до ден денес представата се играме во секоја недела играме во Public Room. И има интерес, супер проаѓа, им се допаѓа на децата, уживаат во тоа, родителите се презадоволни. И јас сум среќна што можам да делувам некако, посебно на децата да им низ игра, низ песна, низ такво нешто да низ загадки, па тие ги решаваат. Нели да се научат тие, да се видат тие морални вредности, тие битните работи за еден човек, што значи да си еден човек на оваа планета. Точно, многу добро. Значи вашите представи имате едукативни карактер. Се гледам по мене кога зборувам за тоа ми е... Многу си возбудена. Да, многу ми е љубов тоа, многу. Еве сега имам и новогодишна и таа има такви едукативни пораки, нели. Супер, сакам да правам детски представи и верувам дека ќе ги правам без разлика на тоа, нели, зависно како и да е. Одлично. Добро, јас ти посакувам успех понатаму. Ако имаш да споделиш дополнително нешто за на крај? Па, да споделам, сакам да кажам дека театарот бил и ќе биде неодделен дел од луѓето, од човекот. Нели, за еден театар е потребен еден играч и еден гледач, слушател, како и да е што во секојдневието се случува. И тоа е едно такво добро отсликување, добро огледало на тоа да ги видиме работите како што треба и да ги доживееме како што треба за да ги поминеме и за да пораснеме. И нема да се смени тоа, театарот ќе живее и сакам да му се даде повеќе шанса на театарот. Да луѓето не се откажат без разлика на тоа што гледале никакви представи што ја потценуваат публиката, да не се откажуваат да дадат пак шанса да погледнат нешто, бидејќи кога ќе гледаш едно добро, што ќе ти направи добро без разлика кој жанр и каква представа, дека после тоа веќе си навлечен на театар и тоа ти е како храна, душевна и психолошка храна. И нека не се откажат да доаѓаат на театар, бидејќи многу убаво ќе им биде. Одлично. Благодарам Надица за гостувањето. Благодарам и тебе. Искрената, да кажам, дефинитивно. дискусија, разговор. Да. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.